Предходните двајца спикери кои што ги слушнавме, Патрик Колинс и Хауард Кингстон, ни беа говорници благодарение на швајцарската програма за предприемништво, односно Swiss Entrepreneurship Program, Swiss EP. Голема благодарност до нашите пријатели од Швајцарија. Тие двајца, впрочем, ни помогнаа да ги договориме овие outstanding спикери. Следно, продолжуваме малку по така со дискусија, а тоа е еден панел. Овој панел е модериран од страна на Виктор Стојковски, а е под покровителство на Касис АД Скопје. Темата нова е довербата и е приоритет. Онлайн безбедност и заштита на потрошувачи. Виктор, дали се слушаме? Дали се гледаме? Слушаме и се гледам. Ете, повторно си на истото место од вчера. Истата мајца, не сум сигурен дали имаш, ама во секој случај... Бев истата, да. Бев со кошула, ама сфатив дека Дзидов баш не ме препознава позади, мораше бекап црно нешто да се облече. Од извори блиски на асоциацијата за е-трговија дознав дека маицата ти е нова, ако изгледа исто, дека оваа ти е перена. Така да не мислат... Само што е отпакована. Да, значи уште мириса на Кина. Да. Така е. Те оставам јас во рацете на твоите панелисти. Бидете нежни, ве молам, со Виктор. Втор пат му е денеска, така да имајте обзири. Имајте убава дискусија, се гледаме за кратко. Здраво живо, го чекаме само Анастас од Халкбанк, да му дадеме на кратко време, за да се приклучи. Како сте, дали сте добри? Здраво. Добри сме. Мислам дека ќе имаме супер дискусија, посебно темата е доста интересна, верувам и за публиката, ќе охрабруваме да поставуваат и они што повеќе прашања. Тоа што денес ќе го опфатиме е payment процесорите, односно со нас е тука Филомена Пљаговска-Аспровска како извршен директор на Касис, која што меѓу другото овој платежен процесор SIPE го користат 3 од 5 банки, односно Стопанска комерцијална и Унибанка, како и Марија Пирган од НЛБ банка и Анастас Доковски од Халкбанка, кој што треба да ни се приклучи наскоро. Во интерес на време ние ќе започнеме, па Анастас ќе ни се приклучи дополнително. Прво прашање ќе биде до Филомена. Ако денес треба да купувате нешто онлайн од е-трговец кој што не го познавате, може ли да ни кажете што е тоа што ќе го проверите на неговиот сајт за да утврдите дека сајтот е безбеден? Здраво на сите, да ја поздравам асоциацијата и спремноста и ентузијазмот да организира повторно и оваа година конференцијата за електронска трговија, посебно во моменти кога е повеќе од потребна, бидејќи во оваа година, во сегашноста на пандемијата, се забележува навистина голем рапиден раст и на понудата, односно отварањето на електронски продавници и на користењето на услугите на тие продавници, односно зголемено користење на електронската трговија. Ако треба да купувам онлайн, прво што е многу важно да се каже дека банките кои што ја нудат оваа услуга имаат лиценци од картичните мрежи Mastercard, Visa за да нудат услуги од доменот на електронска трговија. Во однос на платежните процесори, кои што се всушност и технички обезбедувачи и провајдери на овие услуги, многу е важно да се каже дека освен лиценцата за работа, тие мора да поседуваат сертификати од картичните мрежи и од меѓународните стандарди за процесирање и заштита на податоците за платежни картички. Овие сертификати се одржуваат на редовно и регуларна основа, годишно, дури во времето на пандемијата. Ова е многу важно да се знае, бидејќи ова е еден од важните аспекти кој што покажува и укажува за безбедноста на електронската трговија. Ние, како платежен процесор,
секако и другите, подлежиме на редовни контроли од овие стандарди. Јас како купувач, кога пристапувам, нели, посебно и од оваа страна, знаејќи ги сите аспекти, повеќе аспекти на индустријата во која што работиме, искрено, мојот личен став е дека пристапувам многу студиозно, ајде да речеме многу слично како во физичкиот свет. Замислете дека одите некаде на патување во странство и правите истражување каква е културата таму, нели, на што треба да внимавате, дали и како се користат кои платежни инструменти и слично. Така, само на кратко, она баш ево отвараме некој сајт, не знам, victor.com. Така, Кои се три работи што ќе ги проверите за да видите дали сајтот е безбеден? Првите три работи е како изгледа сајтот на Дамјан, допадна презентацијата, како остава впечаток кај мене. Дали има некои невообичаени, премногу примамливи понуди, многу блескави реклами, многу бои. Тоа е една работа, првиот визуелен впечаток. Втората работа, кога веќе тргнувам да купувам, каква е комуникацијата, дали во самата веб адреса на страницата има HTTPS. Пример, какви логоа и какви картички се прифаќат на самата веб страница. Дали има некаде на дното на страната, можеби лого од Mastercard, Visa, Diners, некој secure сертификат и слично, можеби некој дополнителен сертификат како PCI кој што мене ќе ми даде или ISO стандард или стандард кој што е релевантен за платежната индустрија, кој што мене ќе ми даде уверување дека можам таму да оставам лични податоци и потоа да купувам и да оставам податоци за карта. Супер, ќе навлеземе малце подлабоко во оваа тема. Марија, најпрво да ти се заблагодарам што си дел од овој панел. Во време кога ковид, како што зборнавме со Филомена, природно ја убрза трговијата, претпоставувам и кај вас имаше зголемен број на барања за имплементација на трговија. Сега да ве прашам, кој е просечното време на имплементација на платежен виртуелен процесор? Дали имате некоја, како е постапката? Дали тоа брзо се одвива, колку време им е потребно на еден трговец за да се приклучи? Ајде. Марија, не те слушаме. На мјут си. Имаш мјут. Анастас, се слушаме? Анастас? Да. Добро, дали може дека Марија го пушти аудиото да ни одговорите вие? Во време на зголемен обем на барање. Да, слушам јас. Да. Како, дали е лесна и брза имплементацијата кај вас во Халбанк? Анастас? Дали ме слушаш? Да. Да, окей. Дали може одговор на прашањето? Да. Просечно време на имплементација на платежен процесор. На оваа ситуација со COVID-19, па видите, ние се прилагодивме на оваа нова настаната ситуација и ги убрзавме сите процеси. Знаете, времето на апликација просечно од апликација до пуштање во продукција на еден трговец кај нас е, да речеме, околу 2 недели. Нормално, целиот процес од апликација на документи, пуштање на тест фаза до пуштање во продукција. Но тоа од 2 недели не е некоја задолжителна. Има некои што подолго се имплементираат, им треба подолго време, има некои побрзо. Значи имаме ситуација ние каде што трговци кои почнале од апликација, тест фаза, имплементација сме ги завршиле за 2 до 3 работни дена. Тоа е нормално зависност од
самиот трговец колку е спремен да изреагира брзо и да ги истестира тие зададени тестови од наша страна. Значи, комплетно може за 2 до 3 дена да го пуштиме ние на продукција. Сме имали случаеви каде што веќе програмери кои имплементирале наши веб продавници го знаат нашиот систем, во договор со самите трговци сме ги пуштиле и за ден до 2, значи денес аплицираат и веднаш добиваат продукциски параметри. Така да, ако имаат сметка во Халкбанк, ако ги имаат сите потребни документи, веднаш може да оди на продукција со програмери кои го знаат целиот процес на имплементација. Така, дали генерално, како бидејќи рековме дека е потребна брза имплементација и најчесто сега се користат и платформите како WordPress и WooCommerce, нудите некаква брза имплементација, односно плагин додаток, бидејќи јас како човек што сака да имплементира e-трговија, имам некое основно познавање каде што може да се снајдам со WordPress и WooCommerce. Дали имплементацијата е лесна или засебно е потребно посебно IT стручно лице за тоа да го направи? Па моментално немаме некој подготвен плагин кој го нудиме како решение за брзо поврзување. Дека во иднина можда ни нема да го развиеме. Сакам да кажам дека целиот процес на имплементација не е некој многу комплексен процес, се дава целосна документација од наша страна, која документација ги содржи сите потребни параметри за поврзување. Најчесто сите кои бараат веќе интернет продавница или услуга имаат ангажирано кои ми направат целата веб продавница и тие потребат на поврзување. Така да тука не се наоѓаме со некои посебни пречки, но има и случаеви каде од корисниците најпопуларни платформи за поврзување и се обиделе сами со мало познавање на проблематика, успеале да ги поврзат продавници со поддршка од наша страна, од сапортот, може поддршка од некој пријател кој се разбира, успеале да ги поврзат. Значи целиот процес не е комплексен. Така, дали може би барате некаква документација дека потребно е од сајтот да поседува, не знам, HTTPS протокол, потребно да има политика за рефундација на која што ќе биде јасно изложена, бидејќи по закон, како што успеав да прочитам, бидејќи јас во ситуацијава сум човек кој што сака да имплементира и не сум од асоциација, не ги знам овие работи, видов дека јас сум должен во рок од 14 до 15 дена на е-трговецот, односно е-купувачот да направа ми рефундација, доколку тој ми побара такво нешто. Дали овие политики за рефундација им ги барате на е-трговците да бидат изложени, не им ги барате при имплементацијата? Па тие политики се на самиот сајт. Ние немаме стрикно да им кажеме како треба да ги направат. Тие треба да си направат согласно законите. Но нормално дека така, но дали е критериум, дали не, правилата ние не им ги читаме политиката на не сме некој тело кое тие ги ревидира. Да, нормално мора да поседува SSL сертификат, тоа е задолжително, али политиките на сајтот, начинот на поврат, политиката на поврат на рефундирање на средства, тука оставаме на нивната свесност. Тие треба нормално не може секој во зависност од типот на бизнисот, секој има различна политика на враќање. Можда некому треба 15 дена, 20 дена, но треба да се ги запазат тие законски норми. Така, јасно. Да не се соочат нормално со други последици или тужби и такви работи од страна на потрошувачите. Филомена, зборнавме дека е важен user интерфејсот и user experience во однос на безбедноста. Сакам да прашам дали вие како платежен процесор нудите кастомизација на делот кога ќе дојдеме до плаќање, односно делот каде што се внесуваат платежните картички, доколку нудите колку тоа кошта, кој е начинот за имплементација, дали е трговецот треба своеволно тоа да го направи или има ваша помош. Зошто ова го прашувам, бидејќи ако јас сум странски купувач кој што доаѓа на некој македонски сајт да купи нешто и при тоа не ги знае CPay, ePay или банкарт, односно трите процесори, а уште помалку и банките, може би да му делува некако небезбедно тој редиректот кој што се прави на ваш
ваш дизајн во однос за наплата. Па затоа мислам дека битно тема да се чепне и визуализацијата, односно како дали може сами да направат и да модернизираат. Веќе направивме техничка подготовка и после конференцијата виртуелните трговци кои што се интегрирани на нашиот систем имаат можност да ја кастомизираат, значи не само во лого и боја, со формата за плаќање, туку и во визуелен впечаток, визуелен дизајн, како што е страницата нели на самата веб продавница. Трговецот за ова ќе треба да ни достави подготвен дизајн, значи како сака да изгледа. Ние тоа ќе го вметнеме во системот и во процесот на плаќање клиентот ќе го изгуби визуелниот впечаток дека преминува од една страна на друга страна. Секако се уште користиме редирект за ова, бидејќи во контекст на прашањето кога некој странец ќе дојде и не ги знае платежните процесори и банките во нашата држава, мислам дека многу полесно е да се испита каков кредибилитет имаат банките, нели, и платежните процесори со оние знаци кои што претходно ги спомнав, отколку да било кој биде доведен во ситуација да треба да внесе лични податоци или податоци за картичка кај некој трговец кај кој што нема како и можеби нема механизам и начин како да провери нели дали тој смее да прибира податоци за картички или не смее да прибира податоци. Значи сметаме дека имаме едно решение кое што ќе го задоволи визуелниот нели момент и она user experience за прикупувањето, customer experience, меѓутоа сепак ќе обезбедиме навистина безбедно место за венесување и чување на податоците за картички. Искрено ова сметам дека и во насока дека ги заштитуваме и трговците доколку не дозволуваме. Треба да се запазат посебни безбедносни стандарди за секоја страна и за секој систем каде што се внесуваат податоци за картички. Марија, те слушаме, да. Добро, фала. Филомена, супер, не спорно дека редиректот е меѓу другото можеби доста безбедна работа, не дека не е, се прави редирект и на други платежни процесори, повеќе беше прашање насочено кон дизајнот и визуализацијата и мислам дека тоа е добар момент за публиката да го дознае дека и вие ќе почнете да го нудите, бидејќи јас ако сум трговец, тоа навистина многу би ми значило. Марија, добро дојде. Здраво, технички се надевам дека техничките проблеми ги решивме, не е страшно, нормално е нешто тоа да се случи кога станува збор за онлайн конференција. Сакам да прашам малце во однос на вашиот платежен процесор, односно кои се критериумите што трговецот треба да ги исполни за вие да гарантирате дека станува збор за безбеден трговец од една страна, од друга страна и што вие како платежен процесор му нудите се со цел да ја гарантирате таа безбедност. ОТП, 3D Secure и така натаму. Значи, најпрво има фонија? Не, супер си. Добро. Значи, најпрво секој трговец, нели, пред да почне, како што ние го кажуваме, да работи на продукција, банката е таа која што ја прави целата контрола дали ги има сите безбедносни елементи на неговиот сајт кои што треба да ги има. Тоа се логовата од платните системи, односно од картичките со кои што корисникот може да плати, политиките, тука се политика за заштита на лични податоци, политика за достава на производи, политика за рекламација на производ, кои што всушност нели обезбедуваат решавање на евентуални спорни ситуации кои што би се појавиле помеѓу купувачот и трговецот. Понатаму тој на својот сајт мора да има адреса, собствени податоци, да има детален опис на производите, да има 24 часовна поддршка. Сето тоа нели го прави тој трговец да корисникот знае дека е легитимен и дека е сигурен. Ние како банка што нудиме, значи најпрво треба би сакала да напоменам дека кога позади трговец стои банка, таа обезбедува да се појави како медијатор ако евентуално дојде до некои спорни ситуации помеѓу купувачот и
трговецот тие не може да ги разрешат и исто така банката е тука заедно со своите fraud management процеси да помага нели во евентуална детекција на сомнителни трансакции. Така, како ги детектирате фрод транзакциите? Кој е начинот на детекција на фрод транзакции? Значи вака, најпрво банката ги следи на дневно ниво сите трансакции кои што се случуваат во незиниот кај незините трговци. Значи ние имаме цел систем за тоа, нели правила во позадина кои што ги детектираат и ние согласно тоа после знаеме како да постапуваме по нив. Следно што правиме, го контактираме трговецот, да го информираме дека нешто сме забележили. Меѓутоа тоа што исто така ние го правиме е се трудиме да ги едуцираме трговците да и тие самите можат да препознаат определени шаблони на сомнителни трансакции доколку се случуваат кај нив. Затоа што секој e-commerce трговец има портал во кој што во реално време може да ги следи сите трансакции кои што се случуваат кај него. Така да ние ги едуцираме во насока да можат да препознаат дел од ваквите трансакции, например, нели ако еден корисник сака да направи плаќање од поголем број на картички или од една иста адреса да се направат повеќе трансакции на многу различни износи и слично, трговецот тоа може да го препознае и може да стапи во контакт со банката па заедно да можеме да... Навистина е добар податок е дека трговците во анализата што се правеше има навистина позитивно искуство со фрод транзакции, брза реакција на банките, така да во однос на сите банки, така да во однос и на безбедност од таа страна и тоа навистина добро покриено и има дабл чек на целата ситуација. Она што во последно време еве и вие како банки и општо сите 5 банки го се произнесува за e-commerce for all во делот на плаќање и понудата и можностите, кажаа дека сите банки нудат и картон файл и recurring payment кои се важни за e-трговците да ги знаат, а дел па од e-трговците кажале дека не ги користат тие опции ради тоа што не се запознаени дека банките ги нудат. Анастас, доколку си тука, сакам да те прашам за картон файл. Ме слушаш? Анастас? Добро. Ме слушаш? Слушам. Вие слушате? Да, за картон файл. Може ли да ми кажете начинот на имплементација, колку од прилика процентуално е трговците што се кај вас го нудат тоа и дали конкретно картон файл е безбедно, односно зачувањето на податоци како се чува, бидејќи тоа е нели зачување на картичката за следно плаќање да биде полесно и така натаму. Да, ние ги имаме овие две услуги, Cardon File и Recurring Payment. Нормално, тие услуги се според сите стандарди и се чува тие картички на PCI DSS сертифициран се највисоките стандарди за безбедност. Така да картичката клиент не остава на страна на трговецот, на страна на процесорот кој си има овие стандарди и тие се некој гарант за негова безбедност. Значи трговецот да дојде до тие податоци. Така. Филомена, се почесто и почесто subscription based бизнисите стануваат актуелни во светот. Па во однос на recurring payment кај вас во Касис, може ли да ни споделите, бидејќи еве вака како процесор што е користен од трите банки, може би има и доста голем број на трговци. Може ли да ни споделите колкав е процентот, ако имате таков податок, на луѓе што користат recurring payment и дали воопшто користат прво и доколку се користи начинот на имплементација, дали се потребни дополнителни барања кои што треба да ги проследат, банката ги проследува до вас, трговецот до банката, дали тоа дополнително се доплаќа, кошта и така натаму и така натаму. Нудиме recurring payments, кои што се најсоодветни за subscription услуги, повеќе од 4 години.
Имаме неколку трговци кои што ја нудат кои што ја користат оваа функционалност. Морам да признам дека е мал процентот на користење и се ограничува само на овие трговци. Можеби не се класични subscription услуги кои што тие ги даваат, меѓутоа оваа функционалност ја имаат прилагодено за некој нивен бизнис модел кој што мислам дека е соодветен. Ние многу често, бидејќи морам да се пофалам дека скоро сите функционалности први ги понудивме на пазарот. Многу често, вклучувајќи recurring payments, многу често со банките наши учествуваме во креирање на техничките решенија за трговците да можат да ги постигнат своите бизнис модели. Таков е и случајот со recurring payments. Може ли да споделиме некој конкретен пример или тоа е сензитивен податок што не може да се сподели? Не би сакала да споменувам одредени клиенти или на банки, а некој можеби да ги заборавам, искрено. Како се случува recurring трансакцијата, всушност тоа е токенизирана трансакција. Интеракцијата, значи внесот на картичката се случува само при иницијалната трансакција на страната на payment процесорот и сите последователни трансакции, нели зависно од услугата која што ја дава трговецот, се случуваат без интеракција на купувачот, само со интеракција помеѓу системот на трговецот и платежниот процесор. Супер, Марија, дали вие можеби нудите дизајн што ќе може на payment да се имплементира од страна на трговецот, односно да има унифициран дизајн апропо неговиот вебсайт? Така, значи зборуваме да го нема она класично пренасочување кон страната на процесорот. Да, пренасочувањето и редиректот не е проблем, туку дали може да се задржи унифицираниот дизајн на самиот трговец, речимо хедер, футер, бои и така надале. Ние нудиме iframe опција, значи буквално по линијата каде што треба да се внесат картичните податоци бидат на самата страна на корисникот, на трговецот, да воопшто корисникот не се пренасочува никаде, туку дури оној кој нема технички познавања не може нити да примати, нити знае дека го напушта делот кај трговецот, веќе оди кај процесорот кога ги внесува картичните податоци. Тоа е опцијата iframe. Дали е тоа опција што се доплаќа или не се доплаќа бидејќи на трговец? Да. Добро, бидејќи добивам јас паралелно и прашање од публика и затоа и малце вака излегувам со темите, колку генерално може да кошта имплементацијата на платежниот процесор кај вас? За трговецот колку би коштало, колку би имало трошоци за имплементација? Значи вака, кај нас има некоја провизија која што се движи од до, сега зависи и е прометна зависно од прометот на трговецот, затоа што тоа е вечето прашање, сепак и банките и процесорите имаат трошоци, да не навлегуваме премногу, да не ги заморуваме гледачите, имаат трошоци кои што мораат да ги покријат. Затоа е потребно да трговецот има определен обем на трансакции, да сите тие трошоци можат да се покријат. Банките како такви многу вложија, заедно и процесорите, многу вложија во развојот во овој дел, намалувајќи ги константно трошоците кои што ги наплаќа. Ние на почетокот наплаќавме и иницијални трошоци, месечни трошоци плюс провизија, кои што за најголемиот трговците искрено ги укинавме. Така да точно не би добро, во однос на да малце да спомнеме и лоши практики, односно која е прашање за Анастас. Анастас, која е ситуација најнепредвидлива во однос на безбедност за трговија? Што ако сугерирате на трговец, што ќе му кажете за најмногу да внимава и како да ја подобри неговата безбедност на сајтот? Филомена, дали може кон тебе истото прашање, бидејќи Анастас веројатно не слуша?
Ние со трговците комуницираме на редовна основа. Главно Виктор, можеш уште еднаш прашање на микрофон? Кои се твоите совети што ќе им дадете сугестија на трговците, односно на што најмногу треба да внимаваат кога станува збор за безбедност? Анастас изгледа има слаб интернет денес. Ало? Нешто ми сецка, да. Фики, ако може, кон тебе истото прашање. Значи, за безбедност, што ќе им сугерирате на трговците? главном нашите насоки се сконцентрирани во упатствата кои што ги имаме, кои што ги проследуваме преку банките. Банките имаат нели дел од процедурите кои што ги пропишуваат MasterCard и Visa всушност за изгледот на веб страната, кои протоколи треба да ги исполнува. MasterCard и Visa, она што почнав на почетокот да го кажувам, дополнително прават контроли, еви колегите од банките можат нели истото да го подкрепат, дека и MasterCard и Visa редовно одат во контроли кај банките, всушност ги проверуваат и досиеат, ајде така да се изразам, на веб страниците и на трговците, прават и контроли и мониторинг континуиран, додека еве можеби ние разговараме сега тука на панелот, и испраќаат соодветно дали како се прибираат податоците, како се испраќаат низ меѓународните мрежи, значи сеопфатни анализи и за безбедноста и за процесирањето понатаму. Ние сме во континуирана комуникација, се што сметаме дека може да се подобри, го инкорпорираме и во комуникацијата со трговците и преку нели процедурите кои што ги имаме и кои што ги доставуваме за технички интеграции. Така, супер, Марија, со какви злоупотреби сте се соочиле вие или вашите трговци во минатото? Имате ли некој пример што може да не споделите и како е решен? Искрено не сме имале некои поголеми проблеми, затоа што едукацијата е тоа што е сегментот во кој што ние многу вложуваме. Значи нашите иницијални состаноци со трговците уште кога ќе дојдат кај нас во банка, пробуваме сите сегменти да ги поминеме со нив, вклучувајќи и безбедноста. Значи пробуваме уште на иницијалниот состанок да им обрнеме внимание на овој сегменти да внимаваат. Некои поголеми проблеми искрено не сме имале, и да имало тоа било брзо и безболно, да кажам. Да, тоа што немало поголеми проблеми, значи дека е доста и безбедна е трговијата, односно и дека банките стојат позади секоја извршена транзакција. Имам едно прашање од публика, што вика што КСС банките превземаа за едукација на онлайн продавниците, кои се можностите, кои се можности што постојат и ги нудат и бенефити и слично, за да можат да ги имплементираат, односно како да ја подобрат комуникацијата со трговците. Филомена? Да. Многу широко и сеопфатно прашање. Заедно со банките, да, и многу добро поставено, бидејќи каси со банките заедно, нели ние како нивни технички провајдер за услугата и платежен процесор, правиме кампањи за едукација на трговците. Заедно со и други државни институции кои што се занимаваат со темата на сајбер безбедност и електронска трговија, сме учесници во кампањи кои што тие ги организираат, ја споделуваме нашата експертиза секаде каде што има потреба. Можеби не гледате како премногу експонирани, меѓутоа сите искуства кои што ги имаме ги споделуваме и во секојдневната комуникација со трговците, бидејќи тие понатаму во оперативните активности во однос на техничкиот дел се во постојана комуникација со нас, тоа го правиме со нив. Имаме дежурен центар 24/7 кој што е исто на располагање посебно и за имателите на картички за трговците. Значи тука сме постојан сапорт и поддршка за секоја ситуација. Во однос на функционалности, не знам дали треба да продолжам во однос на прашањето. Па генерално ги опативме дел од функционалностите кои ги нудат, сите се прикажани на e-commerce4all.mk во делот на плаќање на веб платформата e-commerce4all.
Така да што Марија, нешто што сакам исто да го инициираме, бидејќи знаеме дека за безбедност потребна е доста и едукација, не и кај трговците, и кај населението, и до нас што стигнува цело време прашања, најчесто и од медиуми дали трговијата е безбедна. Го објаснуваме процесот и кажуваме колку навистина е посветено време за безбедност во трговија, но тоа што сакам да го поставам како прашање, што банките прават за тоа, што вие како банка може би ви правите, дали може би имате инициирано некакви кампањи за безбедност, не знам, некои олеснителни околности за што повеќе трговци да се приклучат на виртуелните посттерминали, се со цел да се зголеми бројот на трговци, па така и да се гарантира безбедноста, бидејќи за жал лошата слика што се креира за небезбедна трговија доаѓа од плаќањето на рака, а не од плаќањето онлайн. Така да и од оние лажни понуди. Да, затоа јас сметам дека и банките тука имаат клучен придонес што треба да го направат, а тоа е да мотивираат и стимулираат што повеќе трговци да се приклучат на платежните процесори. Па од таа причина сакам да прашам што е НЛБ како банка направила на таа тема. Можеби ќе не изненадите со, не знам, брза имплементација, намалени цени, нула провизија, тоа е најидеалното сценарија, но еве. Добро, тоа не е баш од безбедност, тоа е од комерцијален аспект. Па за да мотивираме што повеќе луѓе да се приклучат и тогаш ќе бидат сите безбедни. Вака, да, безбедноста сама по себе, кај трговијата си има повеќе аспекти. Едниот што го напомена Филомена, да не се повторам, тоа е едукацијата е најбитниот момент. Значи, јас можам да кажам дека НЛБ банка во времето како почна ковидот, нели се појавија многу лажни наградни игри, некои слични и такви трендови на кои што навистина голем дел од населението поверува. Тоа што ние веднаш го направивме, извадивме кампањи на сите социјални мрежи, веднаш дадовме инструкции што значи безбедно купување, што треба да се внимава, како изгледа безбеден трговец, значи веднаш започнавме со тој процес на едукација кога приметивме нели дека таму има некој проблем. Друга страна, фидбекот кој што ние го добиваме од трговците ни е исклучително важен и дури сега сакаме еве нешто ни произлезе некоја идеја како таа комуникација да ја подобриме, побрзо да стигаат информации со цел да можеме нашите услуги да ги приспособиме на нивните барања. Значи што е можно побрзо да одговориме на нивните барања и ете со цел да нели го подобриме и да го развиеме целиот овој процес, затоа што навистина ни е важна електронската трговија. Веќе нели започнавме со намалување на цените, се надевам дека се поголем. Супер, јас би ве мотивирал да се започне и со намалување на долгиот процес, што нели треба да помине низ одредени процедури, бидејќи ве добив и такви прашања, сите заеднички би ве мотивирал за што е можно повеќе да го скратиме процесот на имплементација. Бидејќи времето е тука при крај, јас би ви се заблагодарил во што земавте учество во панелот, до учесниците бидејќи има интересно и доста уште прашања, можете во директ меседж да ги прашате и директно панелистите, но Касис конкретно ги имаме и во експо делот како наш златен партнер на конференцијава, каде што можете и one-on-one чат да направите директно тамо. Така да ќе ве охрабрам да ги прашувате директно, ние како асоцијација стоиме на располагање за сите за што и да е потребно од аспект на e-payment, ќе нели во иднина ќе инициираме се повеќе, бидејќи интересот е голем, ќе инициираме се повеќе вакви средби каде што ќе може трговците директно да прашуваат повеќе од тоа што беше денес. Ви благодарам уште еднаш на сите. Ни беше задоволство.